Добро ви утро, секое утро и еве на нас повторно во етерот. Имаме прекрасни гости, морам да кажам. И јас како потекло од Тетово си пречекав влашка заедница, па сега вие размислувајте како си се почестивме. Мала шега за почеток. Добро утро и добре ни дојдовте. Ке кажам за господин Драги Костов, Кајчи, така? Стерија Костовски е вашиот председател, меѓутоа само ке го... Вие сте председателот, а Стерија е заменик, ке го поздравиме во овој случај, со оглед на тоа дека комунициравме со него за нашата средба, Ленче Павловска и Јагода Секуловска. Сега, еве го и насловот, зашто сме тука дојдени ова утро. 18-ти поред меѓународен фестивал на влашка песна и оро. А она што секако за самиот почеток јас ќе ве поздравам и ќе ви кажам благодарам што ја облековте оваа традиционална влашка носија, за да изгледаме поавтентично ова утро, така, за она за што зборуваме, да погледнат и гледачите која е влашката носија. Ленче, како сме? Одлично. Драго ми е. Благодарам многу што не поканивте. Секако. Многу ни е мило. И нам. Така. Колку убава енергија имало со Тетовка и со Влаци, со влашка заедница. Да. Председател, да кажавме, на оваа заедница, колку време веќе? Има 10 години, 11. 10 години, ќе ни кажете за вашите активности, за сето она што достега се го реализирале, ќе зборуваме за вашата дружба исто така, Јагода, така? Да, имаме прекрасна дружба со власите, презадоволни сме со нив. Си уживате? Уживаме, играме, пееме, се веселиме, тоа се. Па тоа е важно во животот, да се размени една преубава енергија, да имате еве вака насмејани лица и како што кажавте дружба. Сега кога сме кај дружењето, ние ќе се навратиме и ќе зборуваме за ова што е најглавното. Но, секако, ајде малку ќе ве навратам наназад години, од влашката заедница кога постои, како се афирмираме низ Македонија, надвор од нашата граница, секако, сигурно дека најчеста дестинација Руманија вие и тамошни исто така дружби, меѓутоа и сигурно и на друга страна си одите. Па вака се. Пејачката група Грамостење е формирана 2005 година. Далечната веќе. Па, бога ми далечната, веќе 20 години има. Имаме многу настапи. Првиот настап ни беше во 2006 на Скопско лето, мислам дека беше. Тогаш за прв пат се појавуваме како... Влашка пејачка група Грамостење. Влашка пејачка група, така. И што пееме? Обично, почетокот беше само акапела. Стари влашки песни што ги пееле нашите дедовци. Така. Прадедовци што ги пееле на слави и свадби што се пееле, тие песни ги пееле. Тоа се стари, значи влашки, староградски, да кажам, исклучно се стари влашки народни песни. И сега што ги пееме исто се стари влашки песни. Сега пред година, дена, две, почнаме со музика да ги... Така. Но тоа е негување на вашата традиција, така? Тоа е за да можеме да привлечеме за младиве. Дека младиве акапелата малку помалку ја сакат, поише сакат со музика да биде поживо, да биде така, да. Затоа размисливме здруженијето, групата да направиме со музика. Зошто да не? Па да. Можеме и вака, можеме и така. Сега е успешно, со музика пак е успешно така. Ајде, Ленче, да ни раскажеш од кога сме со влашката заедница и како е вашата дружба. Ние, жените, сме македонки. Така? Не сме ордајнки, ама заради дружбата нивна многу не почитуваат власите, мажите. Дружбата е преубава. 2 пати неделно имаме проби. Со нив шетаме секаде кај што не покануваат. Така. Ајде да побиеме тоа дека власите и тетовците се цици, вака да се изразам народски, тоа воопшто не. Па јас не сум. Па затоа најдобрата водителка си ја имаме. Затоа душо ве поканувам да дојдете да видите пред да почне пробата. Ние имаме дружба со грицки, со сокчиња, слободна музика пееме, па со дајре, со тарабука и после ни почнуваат пробите. Да, ова што го зборувате така се продолжува векот на живење. Со песна, со дружба, со тоа еден убав издувен, да кажам, вентил, каде што сепак ја негуваме и оваа влашката ваша песна, традиција, еве, сте облечени во носи, меѓутоа и за вас секако избегнување од секојдневието, така? Да не ги чувствуваме само оние стресови кои што темпото и животот ни ги носат и од секојдневието избегнуваме. Имаме многу
многу фино почитување, немаме омраза, немаме оговарање, значи со Па ако желба има тоа, нема да просперирате и да успеете. Затоа со душа чекаме да ни почнат пробите. Одлично. Пробите како ги реализираме? Па како? Колку пати неделно се? Два пати неделно. Од така почнуваме со отпуштање, малку распуштање да се задоволат сите, после тоа почнуваме она задолжителен дел што ние песниме да ги вежуваме. Сега они кажаат дека не се дел од влашката заедница како македонки, меѓутоа треба да се пее на влашки јазик. Како го совладавме? Одлично. Со чија помош? Супер, со моја помош. Да. Им пишувам текстот, го пишувам на со кирилица на влашки. Со кирилица на влашки јазик и полесно е да се совлада. Полесно. И после си пееме. Ако сте расположени, јас нема да ветерам со си насила ова утро. Ако сте расположени некој рефренче, добро. Ако не, ќе оставиме за друг пат. Јас сакам спонтано да не се случува. Ќе ми дадете знак ако сакате. Да си запеете. Јас би исто со вас, меѓутоа не го знам влашкиот јазик. Како би било на влашки јазик за добро утро секое утро? Буна димнеца, кафе димнеца. Не би го повторила, но добро, ви благодарам. Интересно звучи. Добро утро се. Бунадзуа. Бунадзуа. Добро. Сега, ќе имаме нешто што ќе се случува убаво ова година, сега овој месец. Ајде да појасниме зашто точно. И сега во кога ние зборуваме, ќе одат во позадина ваши фотографии со вашите традиционални, колку ова убаво шаренило изгледа, од вашите традиционални влашки носи, па гледачите нека си ги погледнат фотографиите од вашата заедница и секако вие сега ќе ни кажете што е она што ќе следи. Па вака се, ние секоја година за Петровден правиме фестивал на Пониква, под мотото за Петровден сите на планина или на влашки ти сум кетро тусто и монти. Ова година правиме по 18 пат. Ние на Пониква на времето старите што собирале таму со опциите испаѓале секој лето. Испаѓале планина. Па имале од сите што биле на печалба, се враќале, свадби правеле. Па да, овие месеци се за тој ден денес. Да. И таа традиција сакавме да ја продолжиме. Така да е веќе 18 години до сега сме одржавале, па сега ќе види понатака со Господ напред. Како кажавме, колку време сме ние во оваа заедница Јагода? Па 4 години сте? Па, јас сум 3. 3 години. Да, јас. Ајде за овие 3 години да сподели го искуството, некако послабо ми Искуството е многу убаво, мислам. Јас кога дојдов по младите членки бев, имаше една стара група, па сега нова се обнови. По-позитивни луѓе, по-весели, Така. Да, така дружбата ни е многу убава. Народски кажано ви прија атмосферата. Да. Тоа е. Колку членови броиме сега во овој момент? Во овој момент сме 14 со се музика, што е 14. И сите си имаат своја улога? Да, сите. Во хорот, во... Па сите заедно, мислам, сите заедно одлучуваме. Не секој сам не може да одлучува. Така е, заедницата, затоа и влашка заедница. За све се прашуваме. И за финансиите? За све. За водењето на финансии знам дека ве бива тоа. Воопшто не треба ни да прашаме. Мора да биде. Мора да. Сега би појасниле ви за овие носи кои што ги имаат нашите прекрасни две дами во студиото и ни го разубавуваат утрото. Од кој крај поточно? Овчеполието. Така, да. Ова се носиите изработени, ова е како во... Ова е сега копие на оригиналот. Добро, сепак, меѓутоа, гледаме како некогаш... На оригиналот, а иначе од чиста волна се па прават носиите све. Оригиналот е чиста волна. И секогаш се прашувам во овие топли денови како ги носеле носиите на времето. Волната одржува температурата константно. Така? Да. Летно време ја одржува ладно, а зимно време топло држи, така да. Тој податок не сум го знаела, без разлика ја што некогаш сум била дел од играорна група, но тогаш во тие години не ни било ни топло, ни ладно, ни ништо, само сме се забавувале и секако радувале. Бевме во Питогули фолклорно друштво и правевме влашка свадба. И со таа влашка свадба идевме секаде. Така.
Трпезите се полни на влашка свадба, така? Да, но со стаклено звона. Да. Секако шегата не е на одмет, зашто да не се насмееме. Под казна не ставија, тоа што млади бевме, немавме това. И под казна не ставија дека закаснивме на проба. И под казна не ставија на гробот на Ѓорги Сугарев да идеме. Таму парало каде. А ние сите во носи, све од волна едно друго, викам, бе, каде, викам, од топло, викам, ќе цркнеме. А не осетивме топло воопшто. Ништо не се почувствува. Затоа имале можност во тие години, тогаш векови, во тие носи да и на поле да се оди да се работи, така? Да. Ајде малку сега и за тоа покрај пониква ова што ќе се случува и што кажавме 18 поретвачи средби, песна и ора ќе се играат, да. Што друго ќе се случува и понатаму во летово и летово имате и други активности покрај ова? Па да. Имаме на 28 и 29 сме на Илидески денови. На Стапион Битола. После имаме Крушево, денот на областите. Неизбежно. Така. Поздрав до сите наши гледачи во најубавото Крушево. После имаме на 8 август во Делчево. Ќе гостуваме. Така. На 14-тите треба да идеме Паланка да гостуваме и после септември доаѓа на концерт туку у Скопје кај другата група што сме. И после доаѓа нашиот концерт за 20 години што ќе го организираме у ноември. Јубилеен. Да, јубилеен. Ќе ве поканиме секако да го промовираме, односно да кажеме што ќе се случува и како настан и така натаму. Ние се приближуваме кон самиот крај од нашата утринска програма, меѓутоа овие минути ќе ги искористам за следно. Влашкиот јазик, колку еве вака го совладавте во песните, дали беше тешко за вас? Кога се работи Беше малку тешко, али со учење, со читање, со пеење, упорноста се научи, да. Така, и за вас исто, Ленче? Редовните проби, читањето више не ни требат ни папки, но ќе песните ни се од душа, ги пееме многу убаво. Што сте по професија, биле? Дипломиран инженер хемиски. Инженер хемиски, вие? Јас сум економски техничар. Економски техничар? Јас сум дрвен техничар. Браво, секоја ви чест со убави професии. Може само при крај на емисијата да ја поздравам. Секако. Нашата мила и ценета професор доктор Билјана Челик. Најголем поздрав до нашата Праќаме прекрасна Билјана Челик, да. Многу добра ни е соработка со неа, многу е хумана, мила. Знаат гледачите ни била гостинка, незината енергија е почувствувана од тука до таму, како што се вели. Точно, на секоја покана и возвраќаме со настап. И таму се видовме и се запознавме и разменивме една убава и преубава енергија. Ви благодарам и на поканата. Меѓутоа, како што кажавме, летово за свадби, за гости од странство ги имаме сите, но секако дека со задоволство ќе прифатам тогаш кога ќе бидам слободна и ќе можам да бидам дел како тетовка со власи, да се подружиме малку. Годишнинава сега, Арно рече председателот во октомври. Обавезно, само да сме живи и здрави. Ви посакувам уште убави дружби, песни, ора, традиција, ваша влашка многу е убава, прекрасна и преубаво пеете и посакувам да сте ни живи и здрави и да се видиме повторно во утренската програма. Да се видиме за убаво. Благодарам.